може толку колку што има интерес од околината, нели? Еве вие новинарите ќе направите да излеземе од таа анонимност до некаде, публиката овде ќе види она што ние го правиме. Инаку во глобала и самите вие рековте дека не само ова, поголем дел од гранките на уметноста, на културата се заборавени, маргинализирани. Тако е времето. Имаме две категории на луѓе, едни се заинтересирани единствено за правење пари за профита, другата категорија, поголемата за жал, е заинтересирана да закрепи крај со крај, да преживее, и културата е некаде поставена во втора, ако не и во некој трети, петти план. Па ја мислам дека не е маргинизирана, е на маргините, него проблемот е што нема ги виши оние стари, како да ви кажем, извори на карикатура, тоа беа весниците, штампата. Нормално сега дигитализацијата си го прави своето, си укина сите весници, нема со кого да се работуваш. Јас сум од првите генерации од Прилика, кога работевме у Остину, старата зграда кај Кинокултура, Кино Вардар, пардон, со Дарко Марковиќ, Јелен Јоцич, Варга. Таа генерација која почна карикатурата, тука беа сите вработени афоризми, карикатуристи и текстописци. Тоа беше златното време на хумора и сатирата. Сега идеме преку интернет и Фейсбук и овие, како се вика, мобилни телефони, ама не е тоа. Штета е за младите што они не можат да творат, они може да творат, али нема дека да ги тоа експлоатират. Овој настан секој дека е во функција на популаризирање на овие маргинализирани уметности, како афоризмот, сатирата, карикатурата. Иако рака настаци ние во Струмица, како град Струмица, може би овие не се баш толку маргинализирани уметности, за разлика од другите градови во Македонија. Кај нас знае дека имаме фестивал на афоризми и карикатури во месец февруари, март, зависи која година како. Имаме вечер на афоризми во Стопна Струмица, Опен фестивал. Имаме традиционална вечер на афоризми во месец ноември, скоро секоја година. Меѓутоа сметаме дека треба уште многу се работи на тоа поле, како афоризмот и сатирата би го достигнал својот максимум или уште поголем подем би имале кај нас.